Своите први позначајни чекори, движењето на монасите во Македонија ги прави во времето на дејноста на Свети Климент Охридски и Свети Наум, учениците на словенските просветители Кирил и Методиј. Кон крајот на 9 век, на бреговите на Охридското езеро тие основаат своји манастири. Околу овие манастири се собираат монаси, свештеници и ученици, кои заедно со Климента и Наума учествуваат во организираната дејност на полето на културата и просветата, удирајќи ги темелите на првиот словенски универзитет и ширејќи писменост на мајчин јазик меѓу словенското население. Во времето на Самуила, а уште повеќе по пропаста на Самуиловото царство, во Македонија се засилува движењето на хезихастички расположените монаси, што секако се наоѓа во тесна врска со верската, економската, културната и политичката клима во Македонија од овој период. Мноштвото монаси, барајки мир, се населуваат во пештери што се наоѓаат во непристапни предели подалеку од населени места. Меѓу нив, посебно се значени пустиножителите Прохор Пчински, Гаврило Лесновски и Јоаким Осоговски, чиј што култ меѓу македонското население трае до ден денес. Позната е легендата за животот на Свети Прохор Пчински, кој проживеал многу години во мала пештера што се наоѓала во страната Жеглиговска, во местноста на Горичка. Оваа пештера постои и денес, скоро во својата првобитна форма, адаптирана во мала црква во која не бил изведен фреско живопис. Во незината близина, во 11 век била изградена големата манастирска црква посветена на Свети Георги Горга, за чија што изградба дал средства византискиот император Роман IV Диоген. И во житието на Гаврило Лесновски стои запишано дека пред да биде замонашен, тој се подвизавал во пештера што се наоѓала во местноста Лесново, во регионот на Злетово. Интересно ќе биде ако укажеме дека пред известно време токму во оваа местност овчарчиња во игра откриле една голема пештера, која поради наполно затрупаниот влез досега останала непозната. Пештерата е прилично голема, а се наоѓа само на околу 100 метри од денешната манастирска црква посветена на Свети Архангел Михаил и пустиножителот Гаврило Лесновски. Но да ја посетиме новооткриената пештера и за прв пат да ја разгледаме незината внатрешност. Отворот е скоро наполно затворен, така што тешко се провлекуваме внатре. Просторот во внатрешноста има елипсовидна форма.
На карпите се вдлабнати ниши за апсидата, проскомодијата и ѓаконикот. Над нив, на стрмата карпа, се наоѓаат ликовите на Исус Христос и Света Богородица, изведени во фреско техника. Под ликовите се наоѓа долга лента, на која во 2 реда е испишан надпис. Успеваме да прочитаме само неколку збора од вториот ред, во кој се споменува епископот Арсенije. Дали е тоа Злетовскиот епископ, чијшто портрет се наоѓа насликан во црквата на Лесновскиот манастир во 1349 година. Во десниот агол на пештерата е сместен голем од камења иззидан гроб. Дали е тоа гробот на Злетовскиот епископ, кој побарал по смртта да биде овде закопан? Секако пештерата постоела и многу порано, така што би можеле да претпоставиме дека е можеби тоа пештерата во која отпрвин се населил Свети Гаврило Лесновски. Во наредниот период, од 12-тиот до крајот на 14-тиот век, во Македонија били изградени повеќе пештерни цркви, од кои еден поголем број останале сочувани и до денес. Меѓу нив, најатрактивна е пештерната црква што се наоѓа длабоко во кањонот на реката Бабуна, во регионот на Титов Велес, која во населението од овој крај е позната под името Маркова црква. Навистина, иако денес постојат различни превозни средства, до пештерата може да се стигне само пеш, и тоа по единствениот пат што води низ живописниот предел во кањонот на реката. И во летните денови водата е студена, а треба неколку пати да се гази поминувајќи од едната на другата страна. Целиот овој предел што го затвораат од двете страни стрми карпи, меѓу кои кривулка, бистрата Бабуна, изобилува со поголеми и помали пештери, чиишто отвори се свртени кон коритото на реката. За успешната реализација на посетата, во екипата се наоѓаат и млади спелеолози, кои ја познаваат секоја вдлабнатинка во овие карпи. За да се види пештерата, треба да се стигне во подножјето на високата карпа. Тоа е тешко и се прави со големи напори. А кога веќе ќе се најдеме пред отворот на големата пештера, вчудовидени застануваме пред смелоста на монасите, кои носејќи камен по камен изградиле ѕидишта, кои го затвораат влезот, претворајќи ја пештерата во голема црква. Она што посебно ќе го привлече нашето внимание, секако се остатоците од фреско живописот изведен по карпите на пештерата и изградените ѕидови. Фреско живописот е прилично оштетен, но сепак наоѓаме и добро зачувани фигури на одделни светители и цели композиции.
Во нишата, на источната страна, како што е вообичаено во црквите, je насликана Света Богородица ширшаја небеса со малиот Христос во медаљон на градите. Од композицијата Благовештение останале и двете фигури на Света Богородица и Архангелот Гаврил, кои во позната поза ја донесува благата вест. Делумно е сочувана и композицијата на Вознесението, од која останале неколку фигури на апостолите, а другите се тешко оштетени. Непознатиот зограф покажува изворедни познавање на зографскиот занает. Дури и повеќе од тоа, тој е талентиран сликар кој ги познава сите тајни на сликарството, не заостанувајќи зад новите струења кои со себе го носат од поодамне искажаното настојување за наративен третман на фигурите во композицијата. И по толку векови на запуштеност на пештерната црква, неговиот колорит е интензивен. Непознатиот зограф поставува широки пластични осенчувања, што им даваат на фигурите особена убавина, приближувајќи ги до творбите на познатите мајстори од периодот на 14 век, времето кога сметаме дека творел зографот на пештерната Маркова црква. Во кањонот на река Каменица, која што се влива во Црна река, високо во стените се наоѓа природна пештера. На плато во близина на пештерата била изградена мала црква посветена на Свети Лазар. Од ова црква денес останал само дел од јужниот и источниот зид. Она што е најдрагоцено во црквата секако се остатоците од фреско живописот, кој врз основа на стилот му припаѓа на периодот од втората половина на 14 век. Зографот на овој живопис покажува смел цртеж и интересен колорит, што го вбројува меѓу оние зографи кои што во периодот на втората половина од 14 век работеле по многобројните цркви во Македонија. Несомнено, зографот и припаѓал на групата талентирани мајстори кои работеле во овој период. Од преостанатиот живопис ќе ги споменеме композициите Раѓање Христово и Сретење, над кој во медаљони се насликани ликовите на Свети Кузман и на Свети Дамјан.
Во апсидата, пресечена на половина, се наоѓа Света Богородица со малиот Христос на градите, а над неа тешко оштетен Исус Христос Емануил. Од некогашната композиција на благовештението останал ликот на Света Богородица. Иако фрагментарно зачуван, овој живопис побудува интерес. Неговите бои го зачувале интензитетот и покрај тоа што долго време се изложени на атмосферски непогоди. Непознатиот мајстор го совладал занаетот и припаѓал кон групата на вешти и талентирани зографи кои работат во Македонија во втората половина на 14-тиот век. Во регионот на градот Струга, во близината на селото Вишни, се наоѓа голема природна пештера која била претворена во црква. За разлика од другите пештерни цркви, влезот е затворен со зид изработен од греди и штици. Живописната околина, црвените и сиви карпи го прават интересен овој предел кој бил избран од монашко братство за место на подвизување. Близината на градот Струга и пештерните цркви на бреговите на Охридското езеро биле единствените погодности на монасите. Како и другите пештерни цркви, и оваа била живописена со фреско живопис кој низ вековите прилично настрадал. Од зачуваните ликови останале Света Богородица ширшаја небеса, неколку светители од Великиот вход, композицијата Вознесение, како и ликот на Света Петка и други маченици. Судејќи по стилот, непознатиот зограф работел во периодот од крајот на 14-тиот век. Неговиот цртеж и колорит зборуваат дека поминал солидна обука во зографска работилница, која ги следела новите движења во сликарството во Македонија во тој период. Сликарството на пештерната црква во близината на селото Вишни по своите сликарски квалитети се вбројува меѓу подобрите насликани под тешките услови за работа во високата и непристапна пештера. Барајки скришни места,
Македонските монаси навистина откриле пештери кои по својата местоположба спаѓаат меѓу најнедостапните. Една таква мала пештера се наоѓа на брегот на Преспанското езеро. До неа се стигнува само од правец на езерото. Но кога ќе се открие, тогаш настануваат тешкотиите, зашто само планинарската опрема и вешт планинар може да ги совлада стрмните карпи што се издигаат над водите на езерото. Качувањето кон пештерата е навистина тешко, но желбата да се сними незината внатрешност помага да се совладаат сите тешкотии. Пред нас се открива мала пештера, која со затворањето на влезот била претворена во црква. Врз нерамните ѕидови на Карпата, непознатиот зограф извел интересен живопис, од кој останале зачувани ликовите на Исус Христос, на архиереј од Великиот вход, облечен во бела облека со црни крстови, како и на Свети Нестор. Фрагментарно зачуваниот живопис покажува рака на солиден и талентиран зограф, кој несомнено работел во периодот на 14-тиот век, бидејќи неговото сликарство ги носи сите одлики на сликарството од овој период. Пештерната црква на брегот на Преспанското езеро не била осамена појава во овој регион. Бројни се пештерите на бреговите на Преспанското езеро. Нив ги имало и на живописниот остров Свети Петар, на кој денес може да се видат остатоците на една помала манастирска црква и темели од други мали цркви. Пештерните цркви, изградени во различни краишта на Македонија, заедно со тие на бреговите на Охридското езеро, што ги разгледувавме посебно, сочинуваат една значајна група споменици на културата во рамките на културното богатство на македонскиот народ.